Ако може да видиме, Даниел Арсовска му го правеше на Ацко, тоа што му го правеше на Висергари. Пошто не било зголемено и за индустрија тука, хемиски фабрики, намалено било. Ајде момче, сега да те поднаучиме нешто. Овие вака објектчињава тука, што ги гледаш, овие ситниве малечкиве, тие објектчиња се во моментот објектите кои што се на хемискава индустрија, која што постои веќе тука. И одеднаш се окрупнува, ти го добиваш објект број 1. Можете самите да го видите. И на него пишува, ајде, чита Александар тука, индустрија за фармацевско-хемиски производи и лекови алкалоид Скопје. Сега па вака, одеднаш станува овој голем објект, вака огромен, кој што е повторно за индустрија. И исто така се пишува индустрија за фармацевско-хемиски производи и лекови. Ајде сега третиот еве го огромниот исто така голем, кој што преходно немало тука, гледате, некои ситни објектчиња биле, одеднаш станува огромен објект и истиот е на фабрика за фармацевско-хемиски производи и лекови алкалоид Лафома. И тука има две помали објектчиња, како што можете да видите. Ама важно, пошто не загадува, има пречистителна станица. Што ќе пречистува пречистителна станица? Ако не загадува. Тоа не кажуваш, ама важно ти адвокат си станал тука на хемискава индустрија. Ние позитивно мислење не дадовме, негативно мислење имаш за тука. Затоа шверцерски го носиш у сабота. Да не беше на тој начин со негативно мислење, си го носиш у обичен ден, да не ги деранжираш советниците да гласаат за хемиски фабрики у викенд. Сега, зашо не кажеш тука, еве ги бунариве на Лепенец, дека преку нив во Лепенец оди, тоа од пречистителнава станица, што се пречистува, а уствари што не било загадувачки, ама е загадувачки. Знаеш што значи пречистителна станица? Добро, ајде, тоа ќе го поднаучиш некој друг ден. Сега вака, за овие тука Дивоградова што затекнавме, што фативме, што е со нарушени темели, ништо не кажа. Си ќутиш за тоа. Ајде, ќути си. Инаку, само колку за подсетување, овие ви се сите објекти кои што се со висина од по приземје плюс 20 ката, приземје плюс 14, 15 ката и така натаму. За тие ќути, не спомнува ништо. Ајде сега тука, зошто не кажеш дека на делот кој што ти, ево овај кружниот тек, во Ѓорче Петров, наваму, значи се движите овај влае, порта влае, од овде право продолжувате на кај ЈСП, од овде наваму вртите по Партизанска на кај излез од градот. И тука на самата раскрсница, ти пример, не им кажуваш на граѓаниве дека има, внимавај, објект, зграда со висина од 65 метри. Од другава страна од 56 метри. Односно, едната е 22-катница, а вторава е 20-катница. Сега, шо велат прописиве тука, и тоа исто го ќутиш, многу паметно, штаб ти го напишале соопштението, само политика тераш, а за граѓаниве не кажуваш, дека според сите стандарди на безбедност, ете тука, овде у линија кај што си, законот вели дека треба да биде повлечена зградата половина од висината која што има, што значи дека за 65 метри зграда треба да се повлечеш 33 метри навнатре. А ти тука си на самиот булевар, што значи сериозна опасност доколку има некоја непогода, природна или друга. Затоа постојат тие правила на оддалеченост од главните булевари од една половина од висината на зградите. Ти тоа тука не си го почитувал, затоа и овој дуб си го носил шверцерски во сабота. И без Ацебе, тази хемиска фабрика не е фабрика. Значи, хемиска фабрика ќе се прави во близина на, значи не во близина, туку внатре во заштитеното подрачје,
во вкупна површина 157.000 метри квадратни. Внатре во заштитеното подрачје на изворите Лепенец Рашче, од кој што треба пијат вода, цело Скопје пие вода. Согласно законот за градба и согласно за ова одлуката за ова заштитено подрачје, таму не смее да се копа дупка подлабока од 3 метри. Затоа што ако е подлабока од 3 метри може да ја замати водата, значи да се направи тој извор да се измрда, да се замати водата и да има седименти, потоа да биде отровна. Тоа е едниот проблем. Вториот проблем е што тука се прават фабрики кои што ќе бидат инхерентно работат со хемија. Значи лекови, препарати за нега и хемија. Таму мора да има инсталација за таа хемија. Таа хемија може некојаш не дај Боже да истече. Таа ќе понира во водата, во изворите за пиење вода. Тоа е проблем. На истата таа локација која што збори Асоска ќе се градат и згради од 65 метра. Тоа се згради од по 30 на спрата. Како ќе се градат тие згради од 30 на спрата? Тие подлабок тебел од 3 метри мора да има. Тие мора да имаат темел, тоа е стопите треба да бидат на 25-6-30 метри. Како ќе ги градите? Како е овој дуб поминат? Како Уставниот суд немал наоди да ја разгледува? Како наоди треба да отвориш дупот и да ги видиш наодите? Ова се прави, ова мислам нема никаде. Оној сиротион од Росоман денеска кривична пријава за дивоградби. Што се дивоградбите? Дуќани некои да извадиле таму тенда. Абе, не се нормални. Нема ќе дојде. И мислам ќе победите. У сите општини ќе победите. Секаде, 10-1 те водите, браво. И стварно мислам дека ќе победите се со вака. Мислам дека ќе победите.